Добар ден, го следите првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве кои случувања му дадоа белек на овој 3 јуни. Отворен е огласот на Министерството за труд и социјална политика за бесплатен летен одмор за деца од социјално ранливите категории. На одмор во Струга ќе заминат 2000 деца. Аплицирањето трае до 17 јуни. Се менува законот за средно образование кој ги враќа паричните казни за наставниците кои имаат најголеми одстапки во оценувањето. Најобјективните наставници ќе се наградуваат. Од денес до петок Штип живее со Макфест. Вечер настапуваат изведувачите на првите 15 музички композиции, од кои 9 одат во финале. Министерството за труд и социјална политика денес го објави огласот за бесплатен летен одмор за деца од социјално ранливите категории. На 6-дневен бесплатен одмор во Струга летово ќе заминат 2000 деца. Аплицирањето трае до 17 јуни. 2000 деца од семејствата во социјален ризик и годинава ќе можат да одат на бесплатен летен одмор. Заинтересираните од денеска до 17 јуни ќе можат да поднесуваат барања до центрите за социјална работа. Ова денес го изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Денес е објавен јавниот повик за користење на услугата бесплатен летен одмор за децата од семејствата во социјален ризик, децата од семејствата приматели на социјална парична помош, децата без родители и родителска грижа, како и децата со пречки во развојот од 5 до 9 оделение. Имено станува збор за реализација на проектот програмата на владата на Република Македонија, проект кој што е даден како ветување пред граѓаните на Република Македонија. Станува збор за доследност на владата на Република Македонија во реализацијата и одржувањето на дадениот збор. Имено оваа година планираме да офатиме 2000 дечиња од семејствата во социјален ризик за бесплатен летен одмор во Струга во период од 6 дена, односно 6 полни пансиони. За реализација на овој проект за ова лето обезбедени се 8 милиони денари. Право на аплицирање имаат родителите кои што се корисници на социјална парична помош, родители корисници на детски додаток, родители на деца со пречки во развојот, како и деца без родители и родителска грижа. Овој проект се реализира од летото 2012 година. До сега оваа бесплатна услуга за летен одмор ја искористиле 6000 дечиња. Летото 2012 година, ова е веќе четврто лето поред како се реализира овој проект за кој што има особен интерес. До сега оваа бесплатна услуга за летен одмор ја искористија 6000 дечиња, а додека пак бесплатната услуга за бесплатен зимски одмор 3000 дечиња, односно со овој проект до сега офативме околу 9000 дечиња и 9000 семејства кои што се во потешка материјална состојба добија поддршка од државата и можност да ги пратат своите деца на бесплатен летен и зимски одмор. Владата најави дека и понатаму ќе продолжат со реализација на проекти кои се во интерес на граѓаните, односно за лицата кои се во социјален ризик. За аплицирање доволно е само да се поднесат барања до центрите за социјални работи. По летниот одмор доаѓа нова училишна година. Во Беровските основни училишта од септември ќе има 15 првачиња повеќе од сегашните. Во двете основни училишта Дедо Илјо Малешевски и Никола Петров Русински до сега се пријавени 103 првачиња за учебната 2015-2016 година. 103 првачиња ќе ги красат училишните клупи во Беровските основни училишта во наредната учебна година, 15 на првачиња повеќе за разлика од минатата учебна година. Уписниот рок заврши и според директорката во Основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски во градот Берово запишени се 59 првачиња, а во 7 подрачни училишта 32 првачиња. Додека во Основното општинско училиште Никола Петров Русински во село Русиново 12 првачиња ќе ја започнат новата 2015-2016 година. Скупно запишани првачиња во Општинското основно училиште Дедо Илјо Малешевски Берово и подрачните се 91 прваче, од кои во Берово се 59 првачиња, во подрачното училиште Мичинци се 7, во Будинерци 4,
Ратево 5, Смојмирово 6, Владимирово 2 и во двориште имаме запишани 8 првачиња. За разлика од минатата учебна година, 15 првачиња се запишани повеќе на ниво на цело училиште, а само во Берово бројот е големен за 9 првачиња. Основното образование во нашето училиште го завршуваат 92 ученика. Во оваа учебна година вкупниот број на полуматуранти кои го завршуваат основното училиште во Основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски е 92 ученика, а во Основното општинско училиште Никола Петров Русински во село Русиново завршуваат 31 полуматурант. Екстерните тестирања се во тек, а во тек е дефинирање на измени за дополнување на Законот за средно образование. Измените кои наскоро ќе влезат во собраниска процедура предвидуваат наградување и казнување на наставниците кои ќе имаат најмали и најголеми отстапки во однос на резултатите од екстерните испити. 15% зголемување или намалување на платите во време трајање од една година ќе добијат првите и последните 20% наставници од листата на резултати од екстерното тестирање. Инаку вториот ден од екстерното тестирање на истокот помина нормално и без поголеми проблеми. Единаесет лица во Кочани ќе бидат ангажирани во проектот Општинско корисна работа. Ангажираните до крајот на ноември ќе им помагат на старите и изнемоштени лица, а ќе бидат вклучени и во педагошка поддршка за деца од предучилишна возраст. Ангажманот трае до крајот на ноември. За половина работно време ќе добиваат по 6200 денари. 11 лица од денес ќе бидат ангажирани во проектот Општокорисна работа. Денеска во салата на Советот на општината потпишаат договори со кои се обврзуваат да им помогнат на стари и изнемоштени лица, собирање и делење користена облека и обувки и педагошка поддршка за деца од предучилишна возраст. Оваа година имаме во повеќе области вклучување на ангажирани лица долгорочно невработени од другите социјални категории, така што имаме 5 лица ангажирани во пружање на услуги на стари, изнемоштени и хендикепирани лица во домашни услови. Понатаму имаме 2 лица во Центарот за донација, вклучени во акцијата на заборавеното да му дадеме душа. Понатаму имаме едно лице кое што ќе помага во делењето на храна во Народната кујна. И за прв пат имаме тројца едукатори, воспитувачи, значи планираме да отвориме како еден вид центрите за ран детски развој што работеа, значи групи за предучилишно воспитување и едукација на деца. Значи таквите групи ќе бидат отворени во селата Тркање, Оризари и во Кочани. Исто така и дел од другите услуги ќе се даваат и во други населени места. Услугите за стари, изнемоштени и хендикепирани ќе бидат давани во селата Бели, при Бачево и во Кочани. Помеѓу 11 лица кои потпишаа договори имаше и такви кои веќе втора година се ангажирани во овој проект и кои имаат одлично искуство. Оваа година, значи јас како член ќе работам со деца, значи ќе бидам едукатор. Ќе биде, значи, воспитување на децата и едукација на децата. Ангажманот во проектот Општокорисна работа ќе трае до крајот на месец ноември. Проектот се спроведува преку UNDP во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија. Во црковниот храм во изградба посветен на светите цар Константин и царица Елена во населбата Балканска во Штип, со сечење на славскиот колач се одбележа денешниот празник. Финишира изградбата на храмот, чиј ктитор е семејството Богдави, кои најавуваат целосна изградба и осветување на храмот на празникот Свети Архангел Микаел. Денес во црковниот храм во изградба во населбата Балканска посветена на светите цар Константин и царица Елена се одржа одбележување со сечење на славскиот колач подготвен од ктиторот Ванчо Богдов и неговото семејство. Ово е свечен момент каде што сите се радуваме на ова прекрасно ктиторско дело кој што нашите мајстори од Пустец го изградија и ова црква ќе остане да сведочи
во иднината како голем и силен белег за нашето православно постоење, за нашето национално и духовно постоење. Вербата во Бога не зближува, а ваквите храмови се место каде што нашите православни верници се собираат за да искажат својата љубов и почит кон честолюбивите луѓе. Ги видов фреските, сум воодушевен. Целата постапка брзо иде и овој објект ќе остане како аманет на новите генерации што доаѓаат, дека се што е македонско од памтивек сега и за сите времиња ќе го славиме. И за вие луѓе што го изградили вај храм, Господ голем благослов ќе даде. И за фамилијата и за населението тука. Од самиот почеток во реализацијата на црковниот објект од аспект на неговото хортикултурно уредување, свој удел има и општина Штип. Компанијата Урбан која доби на тендерот од понеделник ќе влезе овде и ќе го уреди овој простор. Со тоа мислам дека добиваме едно навистина прекрасно место кое ќе биде место не само за жителите на селбата Балканска, не за сите оние кои живеат во околината, туку и за граѓаните на Штип, бидејќи знаете самата фабрика Македонка, околината околу Македонка се многу уредени со многу дрвја и мислам дека тоа ќе биде место и за одмор, малку релаксација, а секој некои кои сакат и духовно да се наградат, ќе се додат во оваа прекрасна црква. Доколку работите се одвиваат со сегашната динамика, осветувањето на оваа црква, која со сопствени средства ја гради семејството на Богдови од Штип, се очекува да биде осветена за празникот Свети Архангел Михаил. Како што гледате, дворот се уредува, да се надеваме дека околу Свети Рангел на есен ќе биде осветена црквата, што значи дека фрескоживописот треба да заврши, подот да се постави и иконостасот кој што е веќе готов треба само да се намонтира. Во тек се подготовките за осветување на храмот Свети Климент Охридски во Делчево. Параклис, чиј ктитор е делчевскиот собственик Слободан Дамјанов со семејството. Храмот ќе го освети митрополитот Брегалнички господин Иларион на 18 јули. Со поставувањето на крстот на иконостасот, црквата Свети Климент Охридски во Делчево во целост е подготвена за светиот чин на нејзиното осветување. 18 јули е датумот кога конечно овој преубав храм, чиј ктитор е делчевскиот стопанственик Слободан Дамјанов со семејството, во срцето на градот ќе биде и официјално предаден во служба на Македонската православна црква. По неговата целосна изградба во претходниот период се уредуваше и неговата внатрешност. Беа насликани фреските, во месец декември се постави иконостасот, а веќе е поставен и неговиот крст со што се направени сите неопходни активности за негово осветување. За граѓаните на Делчево, новоизградената црква Свети Климент Охридски е еден од најубавите украси на градот. Место во кое не само повозрастните, туку и оние помладите, освен за свое здравје и здравје на најблиските, ќе можат да се помолат и за личен берикет и успех во животот. Па да ти кажа, тоа го многу го обожавам, како прво, и многу ми е убаво тоа, како еден украс е ставено на Делчево и немам зборове. За мене барем, па сега за други не знам. Тоа е проект што го направија сега нова црквичка на срушеното место дека напреш беше другата, е добро за Делчево. И за младината убаво е да додат у црква, да се помолат на Бога. Инаку чинот на осветување на црковниот храм Свети Климент Охридски на 18 јули сабота ќе го изврши неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение со свештеници од Брегалничката епархија. Изградбата на Божји храмови е се позачестена во последниве неколку години, а она што е добро е дека новите цркви согласно можностите се градат за неколку години, за разлика од минатото, кога на тоа е пример соборниот храм Свети Никола во Штип и се градел 3 децении. Секое време си го носи своето и секоја архитектура си го кажува својот период кога се градени голем број објекти. Истото се случува и со изградбите на црквите. Она што во последниве неколку години може да се забележи во Штип е градењето на повеќе цркви во различни делови од градот. Ова се должи на промените во општеството, како и на финансиските можности на граѓаните, велат од Брегалничката епархија. Веќе подолго време, сме уште од времето на комунизмот, која и помалку се градеше, сега некако е послободно да може да се гради, имаме повеќе ктитори, значи луѓе кои градат цркви и потоа ги предават во
управување на црквата. Цркви градени од ктитори има повеќе, додека се градат и цркви на основа на донирани средства од страна на граѓаните. За таа цел се формира иницијативен одбор кој ја координира активноста околу обезбедувањето на донации. Она што се почесто се случува е изградба на црковни објекти кои според Брегалничката епархија не наликуваат на цркви, а во одредени институции се регистрирани како такви, но и како манастири. Тоа не се цркви, не се манастири, бидејќи манастир значи каде што има калуѓери. Манастирите ги градат калуѓерите или селаните во близината на селата, но во нив треба да има калуѓери, а не секој објект што ќе се изгради и на некој што ќе му сони, нека тоа е црква. Протереј Ѓорѓев истакна дека според православната црква всушност секое семејство е мала црква, со тоа што поголем дел од нас во своите домови има простор каде се поставени голем број на икони и кандило. Поред него станува збор за помала домашна црква, додека за помасовно користење постојат соборните и парохиските цркви, какви што се оние кои се градат со донации во населбата Баби во Штип и црквите кои се градат во Ново село. Постојат и капели или параклиси, односно помали цркви, каде се служи служба по потреба еднаш или повеќе пати годишно. Од денес до петок Штип живее со Макфест. Вечер настапуваат изведувачите на првите 15 музички композиции, од кои 9 одат во финале. Макфест и на крајот од третата деценија од постоењето продолжува да биде силен промтор на македонската музика и расадник на македонски музички звезди. Вечерва во Домот на културата Ацо Шопов во Штип со почеток во 20 часот и 30 минути започнува 30-тото јубилејно издание на Макфест 2015. На првата полуфинална вечер ќе бидат презентирани 15 композиции, од кои само 9 ќе имаат можност да влезат во финалето. Начинот на влегување на композициите во финалето е регулиран преку двоен систем на гласање, за разлика од минатата година кога имавме само СМС, оваа година имаме двоен систем, покрај гласовите кои ќе ги даде публиката, покрај телевотингот ќе имаме можност, значи, тие гласови да ги судриме со мислењето на жири комисијата и од тука да произлезе финалниот резултат и да видиме оние кои што ќе имаат најмногу поени, тие ќе имаат можност да влезат во финалето. Гласањето овој пат нема да биде како лани само по СМС, туку ќе има и меѓународно жири, составено од двајца членови кои доаѓаат еминентни музичари од Бугарија, едни од Италија и двајца еминентни компетентни музички имиња од Македонија кои ќе имаат, знаете, по принципот на Евровизија. Ќе се гласа и гласовите се во сооднос 50 спрема 50, колку има од СМС, значи плюс 50, 1:1 што би се рекло. Со влезници нема да се гласа СМС, цената е 10 денари плюс ДДВ. Освојувачот на првото место ќе добие 10.000 евра, за второ пласираниот се предвидени 7.500 евра, додека трето наградената композиција ќе биде наградена со 5.000 евра во денарска противвредност, но и покрај овие награди вообичаено ќе се доделуваат и други награди. Имаме парични награди и за речеме наградата за најдобар аранжман Драган Геконовски Шпато, награда за најдобра вокална интерпретација, награда за најдобар дебитант, награда за најдобар сценски настап. Тоа се тие награди кои парично се стимулираат. Имаме и награда за најслушана песна или најпопуларна песна меѓу два фестивала. Изведувачите кои вечерва ќе се представат на макфестовската сцена пред се очекуваат многу забава и дружење, потоа нивната песна да биде слушана и секако награда за вложениот труд. Јас со номерата ова е крај по реден број 2. Тоа е поп, балада и не знам, очекувам се најдобро. Аранжман Марко Пелович, текстописец и композитор Наташа Станчева. Победа, да кажам дека очекуваме песната да биде слушана, да ја прима публиката, тоа е најдобро. Јас очекувам награда, секако дека очекувам награда, затоа што песната е уникатна и специјално направена за Александра. И Александра многу добро носи на сцената. Запевам четврти поред, прва полуфинална вечер. Песната се вика "Ако љубов е" на Владимир Дочиновски. Музика аранжман, текст е на Ристо Самарџиев. Макфест пред се забава, значи афтер парти, така секој го доживува и нормално секојаш има хитови. Љубителите на македонската забавна музика годинава имаат можност да го следат јубилејното издание бесплатно. Во чест на 30 години од фестивалот, оваа година пуштивме бесплатни влезници.
за сите пријатели на музиката, за сите автори, за сите изведувачи. Водители на Макфест 2015 ќе бидат Маријана Станојковска и Марко Новевски. По наредба на јужнокорејската претседателка во Јужна Кореја, од денес беа затворени 209 основни училишта и се преземаат обемни карантински мерки за спречување на ширењето на опасната болест, позната кај нас како нилска треска. До денеска во Јужна Кореја се откриени 30 инфицирани лица, од кои двајца повозрасни починале. Кинеските државни медиуми јавуваат дека спасувачките екипи во текот на изминатата ноќ биле во потрага по 430 луѓе кои се водат како исчезнати, откако еден патнички брод потона на реката Јангце. Во потрагата се вклучени над 4600 луѓе, меѓу кои стотици нуркачи. Мексикански кандидат за пратеник беше застрелан вчера во град во близина на Мексико Сити, со што стана четвртиот политичар убиен во Мексико, непосредно пред парламентарните избори кои ќе се одржат в недела. Од март тројца кандидати за градоначалници се убиени во јужните мексикански држави. Македонскиот тенисер успешно стартуваше на главниот ИТФ турнир во Киселјак, Босна и Херцеговина, каде наградниот фонд изнесува $10,000. Противници на Јотовски и Фатик во четвртфиналето ќе бидат вторите носители, односно австралиско-француска комбинација. Што се однесува пак во турнирот во бол во Хрватска, во женска конкуренција македонската тенисерка беше запрена уште на стартот од главниот ИТФ турнир, каде што исто така наградниот фонд изнесува $10,000. Магдалена Стоиловска во првото коло во сингл конкуренцијата загуби од представничката на Јужна Африка. Ова е се во првиот дневник на Канал Плюс. Гледајте го и второто издание на дневникот за кога подготвуваме нови информации. Во меѓувреме информирајте се на веб порталот kanalplus.mk. Довидување до 20 часот.